Поштовани гледачи, 17:30, добре дојдовте во отвореното студио на телеканал А1. Наредните минути отворено ќе позборуваме за Дауновиот синдром или Дауновата болест. Наши ваш гостин е Анче Николова Туфекчиева, член на Сдруженијето на лица со Даунов синдром Вера. Анче, добре дојдовте во студиото на телеканал А1. Добро ве најдов, благодарам на поканата и уште на самиот почеток ќе ве исправам, значи не е тоа болест, тоа е состојба на организмот. Значи, лицата со Даунов така се раѓаат. На место 46 хромозоми, како што имаме сите други, тие се раѓаат со 47 хромозоми или 21-иот хромозом го имаат 3 пати во секоја клетка. Значи, тоа е состојба на организмот и јас често пати знам да кажем дека тоа не се болни луѓе, значи едноставно тоа е состојбата на организмот во кој што се наоѓа од самото раѓање. Имаше некаде прочитав, тој вика божествениот уште еден хромозом кој што е даден. Многу знаат да кажат екстра хромозом, нели, зошто па да не бидат и екстра луѓе. Но јас од пракса би кажал дека тој хромозом некако ги кочи тие лица. Знаеме, нели, со кои потешкоти се соочуват, но сепак се екстра на некој начин, специјални и божествени, јас би ги нарекла луѓе на љубовта. Така. За нашите гледачи кои што сакаат да се вклучат во ова отворено студио, телефонските броеви се 331-223 и 331-224. Доколку имате некое прашање поврзано на оваа тема, слободно може да се јавите. Анче, вие воедно сте и мајка на малата Верче, која што го има овој синдром. Борбата трае, потешкоти има, меѓутоа треба многу трпение и љубов на... Значи, со самото раѓање детето, од кога родителите ја дознават диагнозата на собственото дете, надевајќи се, нели, дека на некој подруг начин дека тука со самото раѓање се наидува на една стоп фраза, јас би ја нарекла, значи се закочува. Родителите се прашуваат зошто и како. Кај нас таа фаза од, например, 2-3 месеца додека да ги дознаеме резултатите, траеше 2-3 месеца. Маш ми многу побрзо сето тоа го поднесе. Тоа ми даде и на мене сила и храброст да и јас сето тоа го сватам. Едноставно заедно свативме дека тоа дете е тука. Значи, ние сме избрани, дека на тоа дете ние треба да му помогнеме. Тоа е кај нас. Прво што требаше да направиме е да расте во една хармонична средина, да го прифатиме како незиниот брат кој што е поголем од 2,5 години. Значи, да расте во една убава средина, исполнета со љубов, да не се крие детето под никој случај од никој. И, значи, со незиното раѓање веќе 8,5 години, од никој ништо не сум скрила во врска со тоа прашање, нити пак неа ја имам на некој начин заскриено зад мене. Едноставно секој пат гласно и јавно зборувам за тоа со кои проблеми се соочуваме, што е Дауновиот синдром, пошто и јас не знаев и немаше некое стручно лице да ме обучи, значи шо како. Тоа сето го дознавме преку интернет страните, баравме од каде да почнеме. Едни роднини од Скопје не упатија прво кај генетичар, значи појдовме во Скопје во детска клиника на оддел ендокринологија. Докторката со многу фини и убави зборови и малку повеќе надеж ни даде. Да, значи не посоветува да почнеме со терапија, физикална терапија, затоа што тие еден од особините со кои што се раѓаат бебињата со Даун е слабата мускулатура или, како што знаат докторите да кажат, дистрофија на мускулите. И тоа постепено, многу побавно, но постепено се ојачува таа мускулатура. Кај нас со многу труд и физикални терапии во Бајна Банско и тука на 3,5 години таа проводи. Се уште говорот е слаб ради исто, значи слабата мускулатура што се наоѓа во устната шуплина, но мислам дека значи таа 100% не разбира, има зборови, некој пат се зачудуваме кога ќе состави некоја проста реченица и тоа за нас е голем празник, нели? Се надевам дека ќе може да зборува, значи никој пат не се откажувам, јас сум многу голем оптимист. Барем
ако не 100% од фондот на зборовите, барем 90% да може да зборува, пошто и таа е нервозна на некој начин. Ние дома ја разбираме, сите околу неја ја разбираат. Но многу поубаво ќе биде кога ќе има зборови, ќе може да се каже, а не да покажува со мимики или со скратени зборови. Така. Еве да видиме што на интернет порталите може, како докторите објаснуваат оваа болест. Голем фонд на литература, мислам и на податоци. Јас лично таму се информирав, значи кажав. Така. Викат дека Дауновиот синдром всушност представува облик на хромозопатија, односно грешка во комбинацијата на хромозомите во 21-виот пар на хромозоми, кој настанува при клеточната делба на новиот плод. Имено при делбата на двата хромозома од едниот родител и двата хромозома од другиот родител, наместо во плодот да се појават два хромозома, се појавуваат три. За ова имаме и видеоматеријал, може доколку е режија подготвен да го пуштиме. Одредени научници сметаат дека таквата грешка е последица на неправилна делба на хромозомите, додека други сметаат дека станува збор за генетска аномалија, односно наследно пренесување на некои претходни генерации предци од семејството. Доколку трисомијата се појавува во сите клетки, станува збор за лице со класичен Даунов синдром, а доколку се опфатени само поедини клетки, станува збор за лице со мозаичен Даунов синдром. Кај одредени лица има, кај овие луѓе може да се движи од лесна до средна умерена проблем со интелектуалната способност. Малкумина од нив имаат тешка ментална ретардација. Застапеноста на Дауновиот синдром е 1 на 800 или на 1000 раѓање. Ова состојба може да се открие за време на бременоста на жената преку амниоцентеза. Иако некои од физичките недостатоци не можат да се надменат, соодветното образование и грижа може да го подобри квалитетот на живот кај овие луѓе. Значи ова во делот на тоа како научно се објаснува, еве и тука спомнато дека со работа, со вежбање можат тие недостатоци да се надминат. Како е освен зборувањето, еве и ова што го спомнавме во делот на слабата мускулатура, кои се најтешките првите 2 години, првите 3 години? Видите, кај секој индивидуално, значи не можеш да кажеш, кај нас лицата родени со Даун често пати се раѓаат и со срцеви маани, значи кај нас тоа не се случи. Сега, доколку имаше срцева маана, тоа проодување, аз така да кажам, малку ќе позабави, затоа што прво треба нели да се оперира срцето и така натаму. Значи тоа е медицинскиот дел во кој што јас не навлегувам многу, ќе зборувам конкретно за нашиот случај. Значи кај нас имаше некои дупкички на срцето кои што со текот на времето се затворија со редовни контроли. Фала му на Господ нели што не го поминавме и тоа. Иако знам многу деца кои што се со Даун и кои што се родени со срцева маана, се многу големи борци и го сакаат животот и сето тоа успешно е надминато и нели продолжуваат понатаму во нови борби. Значи индивидуално за секое лице, кај некои порано проодуваат, некои покасно, се е тоа индивидуално, зависи од самиот организам. Така, во однос на исхраната, во однос на тој дел, дали има потешкоти, дали треба да се внимава или во тој дел нема некои ригорозни мерки кои што треба да се преземат? Во нашиот случај, таа има проблем со тироидната жлезда, има покачен тироксин и секое утро, значи од 5 месеци пиеме апчен наутро, па после тоа, после пола сат смее да јаде. Благото го сведуваме на минимала, иако тие деца, па и нашата Верче сака многу благо да јаде. Како и сите деца. Да, меѓутоа знам дека јаглехидратите го прават, па и нас не прават, нели, хиперактивни, а таа веќе има таа хиперактивност и кога многу сака благо да јаде, на некој начин го криеме благото, чоколадите, било што, значи да се отстрани од исхраната. Овоше јаде, ама не толку. Во глобала јадеме се, значи и манџи, било што, само сакаме да го отстраниме благото пошто таа причина, нели? И имат проблем со очите, исто јаглехидратите удараат и на очите, нели, вишокот на шекери во крвта и затоа сакаме, нели, на некој начин да се отстрани благото од незината исхрана. Така. Што беше потешко? Прифаќањето пред себе или прифаќањето од
околината и најблиските? Не. Дали постојат уште стереотипи и табуа во однос на ова прашање? Ние во емисијата ќе споменеме како бил третманот на светско ниво на овие лица до 1960 година. Како е денеска? Па види вака, значи кај нас се уште ги нема тие шаблони како што ги има во светот за прифаќање на овие лица, па дури и за условите во кои што растат. Прифаќањето, да, мене ми беше потешко самата да прифатам, меѓутоа реков, нели, тоа беше мал период. Сопругот многу ми помогна, заедно го надминавме сето тоа, едноставно свативме дека ние не сме криви. Од кога го свативме тоа, нели, почнавме со борбата за да ја приспособиме за живот, нели, да биде еден ден способна и да оди, да живее самостојно, едноставно нас кога ќе не нема таа да може да живее во животот. Прифаќањето од околината. Да, честопати, јас многу отворено разговарам со сите, значи Верче, сите ја знаат и сите ја сакаат, пошто таа е многу мила и дете кој што знае да даде многу љубов. Мојот сопруг знае да каже дека таа што е одлик на мене, значи јас сум творецот на незините особини. Меѓутоа јас мислам дека таа ги има особините и моите и неговите, и затоа значи најдобрите особини ги има собрано од нас двојцата, да биде комуникативна, да сака, да чувствува, нели, таа по некој пат е и тажна, сето тоа како и секое дете. Да. Но никој пат се борам, значи многу се борам за таа да биде прифатена. Имавме малку, да кажем, проблем на кој што заборавив многу брзо. Сакавме во редовна градинка, додека мојата пријателка беше таму, таа без проблем, значи, одеше во редовна градинка. Меѓутоа, за преместување од една градинка во друга требаше да ја прифатат други воспитачки. Јас не се лутам на никој, значи јавно зборувам, не се криви ни тие. Тие едноставно се соочија со дете кој што има даун и мислеа дека не знаеа како, едноставно не знаеа како да ја воспитуваат неа и да ја згрижат во групата, иако таа, освен што ги има косите очи, е иста како и сите други. И не се лутам, затоа што треба и стручни лица кои што ќе работат со тие деца. Значи, во една градинка треба да има барем еден дефектолог и логопед, доколку дете со посебни потреби е запишено во таа градинка. Во Скопје, моментално, нели, преку Сдруженијето сме во контакт со многу други здруженија и други родители. Тие плаќаат собствено, значи на собствен терет дефектолог за да биде во училиштето со нивното дете дефектологот. Меѓутоа ние ги немавме тие можности и затоа тука стагниравме. Таа сепак успеавме, значи мој успех беше таа да влезе во редовна градинка, но некако не беше среќна, значи не беше среќна во средината и во разговор со една моја пријателка решивме да ја однесеме во Ново село, во посебното основно училиште Климент Охридски. Со самото влегување во училиштето таа ја почувствува среќа, едноставно си ја најде својата средина. И одма сакаше ние да се заминеме, а таа да остане. Таму беше пола година како на адаптација и тоа наутро во 7 ја зима, во 1,5 ја враќаа од дома со комбе, ја зимат, ја враќат. Веднаш наредната година ја запишаа прводеление. Учителката е многу фина и добра, млада, креативна. Цело време е посветено на неа. Не само незината учителка, значи она е миленик таму на сите. И дефектолог е учителката, логопед ја зима исто работи со неа. Професор по физичко, со корективна гимнастика ги вежбат. Мислам, тоа е една средина каде што таа ги има сите услови за да има образование. Доколку одеше во редовно образование, јас пак ќе речем, тоа ќе беше мој успех, но таа мислам дека немаше да биде на исти начин среќна како што сега во моментот среќна. Секој ден станува рано наутро, сака да оде на училиште, се враќа исто среќна, од таму имаме си свој разговор, ја прашувам како, ми одговара што јадела, ми покажува, мислам, тоа е едноставно, родителот кога го види своето дете дека е среќно, значи потонува тие сите стереотипи, па зошто моето дете да оде во посебно училиште? Јас би рекла дека, значи, таа со закон
незината категорија на дете со посебни потреби влегува во редовното образование. Меѓутоа, за да работи некој со неа, треба да работи според нивните карактеристики, да има, барем јас како што сум информирана, значи треба да има одредена програма според нејзините можности, а тоа се прави многу тешко, значи целиот тој круг е многу потежок и требаше, можеби, ќе изгубевме време, ќе изгубевме таа нејзина времето на социализација, значи ќе го изгубевме. Тие година-две можеби ќе изгубевме и мислам дека како што во моментов е среќна во Ново село, немаше да биде каде и да беше на друго место. Да. Кој одделение сега? Како? Сега второ, да. Второ одделение. Да, тоа е редовно училиште, значи со свидетелство, со се не прифатилиште на децата. Да. Значи тоа е основно, посебно основно училиште. И таму, здраве Боже, ќе учи до 9-то одделение. Да, тоа ви беше лани, имавте посета на председателот Ѓорѓе Иванов и сопругата Маја, каде што вие гласно побаравте да се реши овој проблем со овие лица за понатаму за средното образование. Возвратно бевте и во Скопје на денот на дрвото. Ние посакавме да се реши статусот на сите деца со посебни потреби од општина Струмица и од другите општини, значи што се овај реон, затоа што нашите деца немат можности каде да одат после завршеното основно образование. Треба да ги праќаме во Штип, во Искра, мислам дека се вика, и таму да бидат интернатски сместени. Јас па и другите родители што ги познавам, значи не сакат да бидат нивните деца интернатски сместени и затоа побаравме од председателот да на ниво, нели, училиштето пошто има простори да се прима кадри, да се направи основно и средно училиште. Кога отидовме, значи после 2 недели бевме кај нив во вилата на гости, госпогита Маја ни кажа дека нели сето тоа ќе помине може и 2-3 години додека да се реши да се добие тај статус. Меѓутоа дека стојат зад нас. Ние како родители ја поднесовме иницијативата. Се надевам дека додека Верче да заврши, па и другите деца што се таму, дека ќе се направи средно образование, ако не друго да биде стручно средно образование, пошто тие деца знаат се многу креативни и мислам дека стручното образование добро ќе дојде на децата со посебни потреби, да се насочат во една насока, а наставниците ги знаат таму, они да дадат предлог во која насока да се продолжи нивното образование. Да, Верче е љубител и на животни, и на цртање, чинам, многу убаво црта. Секој пат е присутна и на приредбите, и на различни активности кои што како здружение ги правите. Пред да продолжиме со разговорот, уште еднаш подсетување за нашите гледачи доколку сакат да се вклучат во емисијата 331-223, 331-224, а сега ќе прочитаме мала историја, мала хронологија како општеството ги прифаќало луѓето со Даунов синдром. Општеството се залага за лицата со Даунов синдром од гледна точка на различни фактори, како дополнителна образовна и родителска поддршка за подобрување на родителството, знаењата и вештините. Во многу развиени земји од почетокот на 20-тиот век многу луѓе со Даунов синдром биле сместени во институции или колонии, или пак сосема исклучени од општеството. Сепак од почетокот на 1960 година родителите и нивните организации, едукаторите и професионалците носеле луѓе со која било форма на ментална или физичка попреченост во општеството колку што е можно повеќе. Таква е првата организација која што се залага за луѓето со Даунов синдром во САД, основана од страна на Кетрин Мекги во 1960 година, како и организацијата Менкап, која што се залага за луѓето со ментална попреченост, основана во Велика Британија во 1946 година од страна на Џуди Фрид и Националниот Даунов конгрес. Првиот светски ден на Даунов синдром е одржан на 21 март 2006 година. Тој ден е прогласен од страна на Европската Даунов синдром асоциација за време на нивниот Европски конгрес во Палма де Мајорка во февруари 2005 година. Во Соединетите Американски држави, Народната организација за Даунов синдром и општеството одбележува Даунов синдром месец секој октомври како форум за отфрлање на стереотипите, обезбедување на точни информации и подигнување на свеста и потенцијалот на индивидуата со Даунов синдром. А во Јужна Африка денот на Даунов синдром се одржува секој 20 октомври.
октомври. Организациите како специјална олимпијада од Хавај обезбедува и долгогодишна обука и спортување за лицата со интелектуална попреченост како Даунов синдром. Значи, Анче, од овие некои кратки податоци можеме да видиме дека главната битка ја издвојувале родителите и здруженијето како што е здруженијето Вера. Од кога постои Вера? 2 години од кога се роди Верче. Значи 2009 година е регистрирано во Централниот регистар со управен одбор и сите тие податоци. Значи треба да има едно здружение за да функционира. Во разговор со пријателки ми рекла, пошто гледа дека сакам нешто да направам за моето дете, да се изборам за некои негови права, го регистриравме здружението. Здружението се вика Здружение за помош и подршка на лица со Даунов синдром, а се вика Вера, по името на Верче, и Вера, нели, да веруваме и да се надеваме. Од 2009 година па наваму со безброј акции и на некој начин мислам дека помогнавме во подигањето на свеста. Да слушнат сите дека тие деца нити се заразни, нити пак можат нешто лошо да направат. Значи тие едноставно се деца на љубовта кои што се присутни, тука се, во нашето секојдневие. Значи не смееме да ги отфрляме, нити пак да бидат затворени како што некогаш тоа го правеле. Значи едноставно тоа се деца како сите нас и треба да бидат тука. Значи треба да ги уживаат сите права како сите нас, да бидат еднакви граѓани на ова општество, да имат права на образование, на живот, на вработување. Јас мислам дека и во Струмица и во другите населени места здруженијата, барем со тие што сум во контакт, активно работиме, чисто за да се подигне јавната свест, значи да се сознае дека стварно тие деца се тука меѓу нас. Така. Колку лица со Даунов синдром има или колку членови вие имате? Па минатата година кога го организиравме месецот октомври, месец за подигање на јавната свест нели и прифаќање на лицата со Даунов, преку Министерството за труд и социјала ми дадоа податок дека има некаде околу 35-6 деца. Дури тука беше присутна благодарение на нив, тие известија, значи Министерството за труд и социјала е известија Милица, која оваа година наполни 63 години, и на ниво на Струмица, нели Ново село, тие општини, што е таа е најстарото лице со Даун, и таа беше пресрекна, значи дојде со снаи, моментално ја чуваат брати и снаи, таа беше тука, се радуваше и беше многу благодарна што сме се сетили да дојде, значи, во Струмица и да помине еден прекрасен ден со сите нас. Да. Јас верувам кој ги погледнал тие фотографии од дружбата на лицата со Даунов синдром, сигурно не останал со суви очи, сигурно се навлажниле очите. Тоа е едноставно љубов која што се гледа и непоматена среќа, која што може да се види на секој лице. И да се почувствува. Да. Колку им е битна таквата дружба меѓусебна и дружба, вие мислам често правевте и акции со основни школи, каде што заеднички правеа. Колку им е битна таквата дружба на овие лица за социјализација, за адаптација и за како еден вид подготовка за утре самостојно да го водат нивниот живот? До сега сме одели во Велуса во училиштето. Таму тие се радуват, значи со самата помисла дека ќе одат некаде. Значи се радуват, се запознават, одма влегуваат во контакт со другите деца. Меѓутоа морам да ги пофалам, значи наставниците, тие ги имат информирано нивните деца, па дури и денешните деца знаат се, нели? Ги имат информирано децата дека треба и на кој начин треба да се однесуваат со нашите деца. Наши и ваши нема, нели? Сите се заедно, меѓутоа кога одиме некаде на гости во некој училиште, навистина сме многу убаво прифатени, многу сме среќни, зборувам во име на децата, и се враќаме со импресии, со впечатоци, убаво се поминуваме, се кажуват нови средби, сакат, кога ги прашуваш сакаш ли пак да одеме, значи сакат да одат, памтат и многу памтат, значи сета таа помината дружба, тие многу време ќе ја памтат и ќе се присетуват на таа дружба. Така.
Ајде уште еднаш да подсетиме кои се главните проблеми кои што во моментов ги имате, освен во образование? Проблеми. Да. Па имаме многу проблеми. Проблемите, да кажем, ајде да почнеме од инклузивното образование, кој што веќе го спомнав јас, нели? Значи, доколку некое дете со посебни потреби, општо зборам, за да влезе во инклузивно образование, треба да има направено некој план и програма за тоа да влезе според неговите потреби. Значи, на кој начин, до кој начин тоа може да оди. Значи, тука треба да има дефектолог, логопед, кој што ќе му помага на него. Па, за разлика од светот, па и дури и од Скопје, во Струмица моментално нема некој базен или теретана или балет, каде што може децата со посебни потреби да посетуват. Нели тоа да биде бесплатно, барем за тоа се работи. Зимаме додаток посебен од 4300. Мислам дека ќе се покаче. Последни 8 години ние од кога го земаме не е покачен. Се надевам дека ќе се покаче и се надевам дека ќе има подобри услови. Ако не друго, барем да се обезбедат некои слободни активности каде што децата ќе може да одат да се дружат. Во Струмица моментално дневниот центар е отворен. Таму одат деца кои што не одат во редовно образование. Мислам дека добро им доваѓа. Исто одат во клубот во Порака и таму се дружат, прават различни проекти. Значи, до некој начин им е исполнето времето, меѓутоа има слободен простор. Значи, да одат некаде, дали на некој спорт или на нешто. Мислам дека тоа недостасува кај нас. Недостасува од причина што тие деца сакат да се забавуват, да се дружат, да бидат во контакт со други лица. Доста има проблеми. Да не зборуваме пред овој убав празник, нели, Нова година и Божик. Ајде тоа да спомниме што досега како придобивка имате постигнато, еве овие малечки борби, подобрено ли се подобрува ли стојбата, еве ако погледнеме наназад до ден денеска? Па мислам дека се подобрува и дури многу други организации се уклучуваат во нашата борба. Борба во наводници, нели? Борба за прифаќање на овие лица. Имаме нашето здружение моментално има подпишано меморандум со ресурсен центар на родители кои што работат на ниво на Македонија. Во Струмица нашето здружение е нивни представник. Тука се работи за еден центар во кој што се помага на родителите, значи за било која потреба, одма се контактира дали за лекарства или за помош, за болница или било како, значи имаме одлична соработка. Имаме поддршка од кога треба да направиме некој настан, значи тука да кажем и општината и други фирми кои што несебично ги поддржуваат настаните, сакат на некој начин, значи да има некој настан што ќе се случи за овие деца, да бидат тие среќни, значи организации на лица со физички или ментален хендикеп, сите сме заедно вклучени. Мислам дека се подобрува на некој начин, барем да се слушне во каква ситуација, што му треба на тоа дете. Значи, треба сите заедно да действуваме. Дали има терапија која што треба, или во зависност од тоа, ако имаат проблем со тироидната жлезда или со срцето или друг проблем, а има ли некоја настрана од тоа, некоја терапија која што треба да ја земаат? Па моментално кај нас, во нашиот случај нема. Јас колку што сум запознаена за лицата што се со ретки болести, има терапии кои што не се сите на позитивната листа. Моментално се води борба да се направат повеќе лекарства, значи да бидат на позитивната листа, за да можат, нели, да ги зимат тие родители што им требат на деца со ретки болести, што се. Често се соочуваме, значи треба да има и некоја физикална терапија која што барем еднаш во 6 месеци ќе треба бесплатно да ја посетува деца со посебни потреби, па дури тука зборувам за, пошто кај нас Струмица близу е Бајна Банско, нели, таа вода знаеме сите колку е добра, колку е корисна. Треба барем да има некој јавно упатувам, значи да се организира некој превозот да се плати на тие лица, значи да има одредено овој месец ќе бидат 10 лица со посебни потреби пуштени на терапија во Бајна Банско, ќе биде платено се. Терапијата лицата со посебни потреби значи не ја плаќат, пошто се ослободени од фондо.
и да се обезбеде барем превоз едно 15 дена, убаво би било за сите, значи не е на одмет. Така. Во овој ресурсен центар помагате на родителите. Има ли советувања со психолози, со дефектолози, зашто настрана со тоа што треба да се работи со децата, треба да се работи со родителите, барем да се запознаат. Сите сме психолози едни на други. Контактираме често, јас контактирам често со родители што се од ресурсен центар и на некој начин ми помагат и јас на нив и они на нив. Знаете, искуството се прави еден на друг. Меѓутоа имаме и правна помош и социјална, нели, од страна на социолози и психолози. Имаме помош. Тука се уклучени многу стручни лица. Мислам дека преку овој ресурсен центар, ако не друго, ќе се даде правна помош на некој ако некаде зашкрипе некое нешто, одма се пишува во ресурсниот центар, се бара помош, тука се активират адвокати за правото на детето, за правото на родителот, значи да нема некој пропуск. Мислам дека успешно соработуваме со нив и дека ќе продолжи таа соработка. Да. Во тој дел нели имаше некоја најава дека ќе има посебен додаток за лицата со Даунов синдром или тоа е ова што го земате од почеток или е ново? Па да, рекоа дека ќе има покачување на посебниот додаток на лицата со Даун, меѓутоа тоа излезе дека е покачување на лица со Даун кои што фамилии се корисници на социјална помош. Так. И лица со Даун кои што се деца на самохрани родители исто имат покачување, кај нас не се случи тоа. Како и да е, нели? Какво е искуството досега во однос на вработувањето? Дали имате, рековте дека контактирате на ниво на Македонија, вработуваат ли нели и работодавците че нам добиваат одредени субвенции, поволности доколку вработат? Моментално значи се работи на тоа. Порано се вработувале лица со посебни потреби во фирмите, меѓутоа искуствата знаат да кажат дека тие биле многу злоупотребени. Значи сега се работи на друг начин, Сдруженијето да застане за лицата што тако и да бидат во постојан контакт, значи во какви услови работи лицата со посебни потреби. Моментално се работи на тоа и преку Сдруженијата во Скопје, значи и во Куманово, јас колку што знам веќе имат преку дневниот центар Порак, имат примерно лица со попреченост на редовна работа. И мислам дека ќе знаат и работодавачите дека тие деца тие луѓе веќе зборуваме за возрастни или луѓе и ако се со посебни потреби, значи секој има начин да се едуцира и да има свој, да му го осознае што му е, зашо треба да работи. Значи едноставно праксата го прави сето тоа да може да го насочиш на кој поглед ќе може да работи. Значи дали на фотокопир или на принтер некаде, на амбалажа, мислам дека само да имат услови, нели, да не бидат злоупотребени од тие средства што ги добиваат од државата, нели, да не се злоупотребат. Мислам дека сето тоа ќе се постигне доколку сите, нели, бидеме сложни, го извишиме високо гласо да кажеме дека тие деца со посебни потреби не се ништо помалку од нас, значи исти рамноправни со нас и треба стварно да им се помогне за тие да бидат среќни, нели. Секој човек вработен со посебни потреби, кога ќе земе платата, ќе биде среќен, па и дури и ние кога земаме, тоа е најнормално за сите нас. Так. Он ќе биде среќен пошто ќе знае дека е корисен, му помогнал на некој или значи доволно сами од себе да може да си помогне. Во тој дел сега предлагам доколку е подготвено да го погледнеме едно промотивно видео кое што беше актуелно пред некое време на денот на Даунов синдром за идна мајка која што дознала дека нејзиното дете ќе има Даунов синдром, вели уплашена сум, каков живот ќе има моето дете. Лицата со Даунов синдром и го даваат одговорот, да погледнеме. Cara futura mamá, don't be afraid. Tu niño podrá hacer muchas cosas. Podrá abrazarte. Podrá correr hacia ti. Il pourra parler et te dire qu'il t'aime.
Il pourra aller à l'école. Como todos. Il schreiben lernen. Elle pourra t'écrire si un jour elle est loin. Because indeed, he'll be able to travel too. Il pourra aider son père à réparer son vélo. Potrà lavorare. Y ganar su dinero. Avec son salaire, il pourra t'inviter à dîner. O affittare un appartamento e andare a vivere da solo. A volte sarà difficile. Jak těžko. Quasi possibile. N'est-ce pas pareil pour toutes les mères? Dear future mum, Tuo figlio potrà essere felice. Come lo sono io. Et tu seras heureuse aussi. Vero, mamma? Vero, mamma? Се враќаме назад во студиото, да, краток разговор, малата Верче која што не изненади со едно телефонско јавување и овој видео спот кој што уште еднаш покажува дека лицата со Даун се луѓе кои што можат среќно да живеат и дека заедно ние можеме да изградиме таа среќа. Анче, она што и како уште една активност го имате во периодов што следува, односно веќе утре, не во четврток, да, веќе во четврток, хуманитарен концерт, нешто повеќе околу концертот? Да, новогодишен хуманитарен концерт за децата со посебни потреби. Во договор со музичката Струмичка естрада и со Горан Кукич, една година наназад е веќе планиран тој концерт, редно време беше да се реализира. Значи, Горан Кукич ги организира децата од Јојо фестивалот, тука ќе се работи за новогодишен концерт, чисто влез ќе биде слободен, ќе се случува на 24 во четврток, во 18 часот во Домот на културата Антон Панов во Струмица. И некаде еден час програма ќе има, на која што, освен најавените гости, значи се планира да присуствуваат некаде околу 80 деца со посебни потреби, за чии што деца веќе имаме обезбедено подароци. На крајот ќе дојде Дедо Мраз, кој што ќе им ги подели. И спонзорите ни го возможи сето тоа, значи да се организира еден концерт не е мала работа, да ги изорганизираш сите, од сите здруженија да дојдат, што моментално се во Струмица. Заедно со мобилност го работите? Да, заедно со мобилност. Тука ќе дојдат од Сдруженијето за глуви и наглуви, од Сдруженијето за слепи, од Сдруженијето Порака, децата од Дневниот центар, учениците со учениците на Верче од училиштето од Ново село. Значи се собираат некаде околу 80 деца. Сега може ќе има исклучок, некој нема да дојде заради некои причини. Меѓутоа, сите се информирани, сите се среќни дека ќе се случува тоа Дали нешто. само кратко ти не гази времето, дали ќе има хуманитарен карактер, дали ќе може публиката да донира нешто или ќе биде само божествен концерт? Влезот ќе биде слободен, а честитките новогодишни што ги изработивме во школите ќе бидат изложени на страната на самиот хол на влезот во Домот на културата. Кој што сака може слободно да се купи новогодишна честитка изработена од нашите деца, да, и да остави колку сака, нели, со тоа да донира средства, кои што ќе ги искористиме за одбележување на 21 март, светскиот ден на лицата со Даун. Така. Анче, ти благодарам за времето кое што го одвои да бидеш дел од ова отворено студио. Голем поздрав до тебе, до твоето семејство и до нашата Верче. Да, секој пат сте отворени за кога се зборува на таа тема, значи ве покануваме и вас и сите гледачи, значи да дојдете на концертот. Се надевам дека ќе биде традиционален и до година со уште голем замав ќе се реализира и секоја година понатаму ќе се одржува
концерт за деца со посебни потреби. Ти благодарам уште еднаш, а вас, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое го гледавте ова отворено студио на телеканал А1. Пријатно.